Па ние, кога не примија, знаевме дека постојат овие авиони, немавме прилика да видиме вакви авиони, беа тие у Европа, нели? И кога ги купија авиониве, конкурс и се пријавивме. Се пријавија доста, у тој период, доста искусни пилоти, кои што работеле сешо, дали од армија, дали од земјоделска авиација, дали од клубовите кои инструктори. И направивме екипа од околу 6 пилоти, 7, еден се откажа 6 пилоти и почна тука припреми и отидовме на обука у Шпанија. И тек таму видовме како изгледа авионот, што е, како е. До тогаш не знаевме. Не си свесен додека не влезеш прв пат у пожар. Тоа е збунувачко, исто како кога прв пат ќе излезеш со женска. Овој авион е моментално најраспространет за гасење пожари, затоа што другите авиони се многу скапи. Најблискиот до него е 10 пати поскап. Другите по 20, по 50 пати поскапи се од овој. А овој носи доволна количина на вода за да може да даде некакви резултати блиски на тие големите авиони. И затоа и најраспространет, затоа што за овој авион треба еден пилот, за другите треба минимум тројца екипаж, 20 пилоти, техничар, све. И се покажал као добар, поготово кога се повеќе авиони во серија, во група, тогаш дават многу резултати. Тоа е уствари проблемот у ова гасење пожари. Треба да најдеш концепција кај да влезеш, дали има излез, како да дојдеш најблиску до пожарот, како да го нападнеш за да имаш резултати. Например, кога ни дојда пред 2-3 години тие од Романија со еден голем авион, тој носеше 7, 8, 10 тона, ама во некои кеси со вода. И ги фрла пожарот овде, кесите таму. Нема резултат, нема прецизност. А ово е точно доаѓа над пожарот. Но може многу прецизно да се работи со него. За оваа работа најпотребно е искуство. Претходно искуство многу. Затоа и бараат, например, кај нас е малку пониско критериумот, иначе низ Европа, Америка бараат најмалку 2000 сати на авиони, слични на овие, и работа во земјоделие најчесто, за да може да го префрлат на овој авион да го лета. Пламените јазици ги има во секој голем пожар. Има пожари кај што и нема пламени јазици, каде што гори трева или тревата под дрва кај што нема бор. Пламени јазици најчесто се јавуваат кај борова шума и тоа се огромни. Колку што е високо дрвото, уште толку нагоре идат тие пламените јазици. Така да е малку незгодно да се дојде, да се влезе, да им се доближиш. Треба, има начини, ама треба сепак техника. Па нема повлекување, уствари, кога ќе отидеме на пожар. Идеме да го изгасиме. Поготово кој има луѓе долу, добри екипи на пожарникари, тоа иде експресно, брзо. Ние фрламе вода, тие го чуваат и се гаси. Проблем е кога има терен кај што не може да се качат луѓето и останува само на авионите. Тогаш нема толку резултат. Има повеќе пожари кои се предизвик, нели? Некои пожари изгледаат као лесни и после сваќаш дека се уствари тешки за совладување. Имаше сега еден пожар на китка, вака од воздух изгледа лесно, ама кога дојавме нема од каде да се влезе, нема од каде да се излезе, како да се фрли вода, така. Има многу интересни пожари. Или оној јажинце кај што беше 10 метра до куќите, а огромни пламени. И не ти преостанува ништо, туку да влезеш. Богано. Здравствени ризици има као и во секоја професија. Со тоа што на некои работни места можеш
и болен да отидеш на работа. Овде не можеш. Овде мораш да се чуваш, да се одржаваш, за да можеш да го работиш ова. Па на 15 години ништо не знаеш. Почнав као моделар, па потоа отидов падобранство, па идриличарство, па после летав на змаеви и после кога отидов на авиони, тоа остави све друго и само авиони. И некако стануваш, како све повеќе поминува времето, стануваш све поголем зависник од тоа летање, од таа средина, да го дишиш тој чист воздух и да го мирисаш бензинот на авионите. Тој е многу карактеристичен мирис е, да, као што и керозинот. И тоа ти станува љубов од која што не можеш да се откажеш. И сега траеше тоа со години и у еден момент кога ќе сватиш дека си го потрошил времето на летање на воздухопловство и ти останува да ти стане професија.